Со методите на така наречената мека моќ станува видлив зголемениот интерес на Русија за Македонија, но не се очекува нејзино директно мешање во изборниот процес. Преку активностите на руската амбасада за честените невообичаени соопштенија на руското министерство пред и по случувањето на 27 април, како и разузнавачките документи кои протекоа до медиумите, го покажуваат зголеменото руско влијание во земјава, велат аналитичарите. Дали директно би се мешале во овој период во изборите во Македонија, сметам дека не, бидејќи руската дипломатија повеќе е дипломатија на мека моќ, се чекаат одредени слабости на западното општество, во западните вредности, па пред се и на домашната политика со цел да се влезе во. Така да не би искрено не би очекувал директно мешање. Одредени бизниси или со финансирање, тоа се уште не знаеме, ќе видиме како ќе поминат изборите. Од друга страна, па граѓаните не се согласуваат со таквите ставови. Би требало да се меша ако има интерес, тие знаат. Да, има. Не знам, не верувам дека е. Сигурно. Да. Зошто мислите така? Так. Зголемениот руски интерес доаѓа со неколку соопштенија по случувањата во Диво населје во 2015 и потоа со компанијата која беше на црна листа на Американското министерство за финансии поради вмешаност во кризата со Украина, а беше избрана за поставување на гасоводна цевка во Македонија. Джогоманов вели дека руската политика е енергетска политика, со која се обидува да ги натера земјите да бидат зависни од неа и да го изолира влијанието од Западот. Руската федерација се интересира околу енергетските ресурси, преку кои, сега отворено ви кажал, би сакала да контролира одредени економски и енергетски ресурси во Република Македонија, меѓутоа и пошироко во Балканот. Во последниве неколку години, според податоците од Руска реч, во земјава функционираат 22 македонско-руски здруженија, а минатата година беше отворен и руски центар во Скопје во свечена атмосфера со присуство на тогашната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Руска реч, Спутник, Русија Beyond Macedоnia се дел од медиумите со кои се објавуваат статии на македонски јазик, каде што се прикажуваат традицијата, обичаите и животот на руските граѓани и се возвишуваат политичките и економските случувања во Москва. Ова позади мене е првата руска црква која што се гради во Скопје, а чиј донатор е рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Руска црква се гради и во Маврово и во близина на Бигорскиот манастир во Девар. Руската амбасада минатата година донираше мермерен крст во Тетовско Лешак, посветен на руските монаси кои во првата половина од минатиот век служеле во Македонија. Рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко пристигна во Македонија во 2006 година по победата на ВМРО-ДПМН на изборите. А годинава тој се обиде да си замина, откако оваа партија замина во опозиција. Поради, како што вели, неоснованата критика на фановите на Вардар на социјалните мрежи кон него и злите јазици на дел од медиумите кои пишувале за него. Самсоненко не ја криеше блискоста со досегашната владеачка партија ВМРО-ДПМН, но затоа од новинарите ги криеше своите бизниси, чии сметки завршуваат во карипската држава Белиза. На македонската јавност е познат како сопственик на обложувалниците Бет Сити Балкан, но и на ракометниот и фудбалскиот клуб Вардар.